Почитувани, сведоштвата на доктор Жан Митрев, во кои директно ги обвинува Заев и Филипче, дека преку својата политичка моќ и државните институции вршеле притисок да му ја преземат болницата, ја потресува јавност. Но за нас тие не се изненадување. Подолг период укажуваме дека ова криминално дуел, Заев, Филипче, мора да одговара за своите постапки. Речиси секојдневно излегуваат нови сведоштва, признанија и сериозни сомнежи за начинот на кој функционирале додека ја воделе државата. Покрај златните визи во Дубај, становите во Дубај, висококатницата во Дубај, акции во индиска авиокомпанија, фирми во Бугарија и Македонија, Филипче и Заев во време на ковид пандемијата ја зграбчиле можноста да му ја преземат болницата Жан Митрев од истоимениот сопственик. Начинот на кој Заев и Филипче биле спремни да ја земат болницата во ек на пандемија и вонредна состојба во државата е вистински мафиешки модел на действување. Според изјавите на доктор Жан Митрев, Заев и Филипче рекле дека тие ќе ја одредат вредноста за откуп на уделите во болницата, а за возврат ќе му помогнат во судскиот процес. Дали ова е моделот по кој Филипче сака да ја води Македонија доколку повторно дојде на власт? Дали по сите сомнежи и афери што се врзуваат за неговото име, тој мисли дека се уште има кредибилитет да биде дел од политичката сцена? Наместо да поднесе оставка и да ја препушти СДС на чесни и млади луѓе, Филипче ја држи фотелјата на Заев и продолжува да работи по негови насоки. Ете, почитувани, како СДС со Заев и Филипче ја водеше државата. Со притисоци, закани, уцени и криминал. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да го истражи случајот. Ви благодарам.